Рехао, главниот во домот. Столе извонредни настапи во Загреб, не очекува Вараждин, пренесуваме 3 бода. Сега ќе не гледаат малку и поинаку, не дека и претходно не гледаат како едни од фаворитите во сенка, меѓутоа сега не очекуваат клучните надпревари за пласман во полуфиналето, ни се отвори голема шанса. Добро, да, ама не би кажал дека сме фаворити. Тоа сам да го тргнам на страна, сакам како до сега што беше чекор по чекор, утакмица по утакмица. Играме добро, борбено до крај. Тоа не красеше прв круг, се надевам дека така ќе продолжиме. Тоа е, ако се отвори некоја шанса, па да изненадиме. Што е клучно за да дојдеме до пласман во полуфиналето? Не очекува 3 меча, а имаме и денови за одмор. Да не се летаме, да останеме на земја. Како што кажав, не сме фаворити. Сакам да продолжиме вака, стварно играме добро, борбено до крај и тоа е небитно. Според вас за Шпанија, има нов селектор, многу се троши првите надпревари, има тројца повредени ракометари, имаш ли можност да видиш нешто од нивните настапи? Да ти кажам искрено, немам, сум сигурен дека Раул ги има гледано. Таа работа оставаме на него. Знам дека ќе не спреми како што треба. Са останува на нас да излеземе и да дадеме се од себе. Кога ќе се навратиме на ланскиот меч, во Мец имаше многу позитивни моменти во тој дуел против Шпанија. Загубивме, но скапо ја продававме кожата. Има нешто од тој меч што треба да пренесеме? Да, Стилот на игра? Мислам дека игравме добро со нив, мислам дека многу зицери промашивме на тој надпревар. Се надам дека тоа ќе се промени сега и ќе реализираме за наша корист.